Проектот собирање податоци за цврст отпад во земјите од југоисточна Европа се реализира во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора и ќе трае една година. Вклучени се експерти од Факултетот за технички науки од Нови Сад и Асоцијацијата МАСА од Скопје. За значењето на проектот еве што вели координаторот на овој проект. У Македонiji se projekat ukupnog merenja količina. Во Македонија проектот за мерење на количините на отпад ќе трае месец дена, а сортирањето и утврдувањето на морфолошкиот состав ќе трае само еден ден. Тоа е во оквирот на првата кампања. Проектот ќе трае година дена и ќе има 4 кампањи, од кои ова е првата зимска, а ќе има и пролетна, летна и есенска. Општина Кочани е дел од проектот и во секоја од 4 држави Србија, Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина во проектот се вклучени по 4 општини. Во Македонија се вклучени Кочани, Битола, Ресен и општината Илинден од Скопје. Овие резултати ќе бидат првите резултати од отпадот кој настанува, односно прва информација за отпадот во општината, а анализата ќе покаже од што се состои отпадот, односно колкави се количините што завршуваат на депонија. Проектот во Република Македонија се реализира во општините Битола, Ресен, Илинден во Скопје и во Кочани. Представникот на Асоцијацијата МАСА истакнува. Во Македонија, освен Кочани, вклучени се и општина Битола, општина Ресен и една општина од градот Скопје, општина Илинден. Тие се треба да го прегледаме целиот. Значи, проектот е сега моментално како пилот проект се води и ќе се вклучени овие 4 општини, а после идејата е да се прошири на цела територија на Република Македонија, значи да бидат опфатени сите општини. Во проектот е вклучена и општината Кочани и комуналното јавно предпријатие Водовод. Мерењата кои започнаа денеска ги следи стручен тим од носителот на проектот и од Водовод. Денеска изванично, значи сме сведоци сте на примањето на неодамна подпишаната декларација од страна на градоначалниците и учесници сите во овој проект и за општина Кочани значи многу за тоа што ќе добиеме релевантни податоци од самиот терен за количините и составот на отпадот, врз основа на што ќе може да се градат и во иднина стратегии за управувањето со отпадот во општина Кочани. Инаку на денешната пригодна свеченост на секретарот на општина Кочани Петар Апостолов му беше врачена декларација за учество во проектот на општината Кочани, што минатата година ја подпишаа градоначалниците од општините учесници во проектот, меѓу кои беше и градоначалникот на Кочани Ратко